Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија, го следите утринското издание на емисијата Нов ден. Се надеваме дека ве наоѓаме во добро и во едно пријатно расположение. Ред е да отстапиме минути и за темата на денот. Во денешно време не постои човек кој што не носи маска. Некои ја симнуваат само кога се сами, а други само во конкретни ситуации. Ништо без трифолио беше представата која што неодамна се одржа и нашата денешна гостинка ја освои најдобрата епизодна женска улога. Денес кај нас во студиото Бисера Димитриевска. Добро утро и добре дојде. Добро утро, добро го најдов. Кога се одржа представата Ништо без трифолио, што всушност представува оваа представа, зашто се зборува во неа? Па вака, Матерскиот театар од Куманово учествуваше на 53-тиот самбал во Кочани, што освоивме еве награда, што не донесе во вакво издание. Така. Сега, представата беше направена во режија на господин Стоје Додевски. Зашто всушност се зборуваше? Може ли да ни појасниш малку? Благодарение на нашиот режисер Стоје Додевски, не доведе во ова издание да добиеме ваква награда. Како 53-то издание, тој учествувал пред ова издание учествувал повеќе издание на Драмски матерски фестивал во Кочани. Не доведе во ваква ситуација што нашите проби беа интензивни. Нашата љубов спрема матерскиот театар, спрема представата Ништо без трифолио и така. Сега, Ништо без трифолио. Ти освои најдобрата епизодна женска улога, како што најавивме. Да слушнеме колку беше тешко да се внесеш во таа улога, што всушност представува таа улога, колку бараше време од тебе. Представата се спремаше од ноември. Имавме премиерна представа тука во Куманово, 2 премиерни представи. Јас како лик во представата Ништо без трифолио имав лик на Мелиса, што Мелиса има лик како што е на ум тоа на друм, што е во глава тоа, за Мелиса нема пардон. Така Мелиса уште е еден лик што не знае ни што сака, ама сака да не знае ни каква машко сака ни. Така да, еве имаме дел некои слики од љубовен представа, карактер. да, љубовен карактер. Што е ова што во моментов го гледаме и нашите гледачи? Сликите од представата во Куманово, што имавме премиера. Тука јас сум со мојот Пинус. Ја играме баш дел, најубавиот дел од представата. Имаме и пцовки, значи се имаме дел од представата. Така, составен дел, да. Составен елемент на секоја представа. И сега, дали пред се психички се подготвуваш за внесување во секоја улога? Како што сум во представата, така сум и во живо. Се пронајде? Да, се пронајдов. Представата, како што сум, така сум и сега и во представата. Представата ме обзема, значи се обземам баш во представата. Колку представи беа во трката за најдобра представа или пред се колку епизодни улоги, колку учесници имаш? Во представата имаш 11 учесници, што јас бев избрана од 11 и ми е премногу драго, не само на мене, туку и на моите колеги од сцена. И би можела да се навратиш назад, Бисера. Од колку години почна да се занимаваш со актерството? Што е она што те повлече кон тие актерски води? Сето ова беше на шала. Еден ден во училиште некои деца дојдоа да бараат дали сакаме да глумиме. Така. Јас и мојата другарка се пријавивме, така на шала ни беше сето тоа. И еве дојдовме до денеска за оваа награда да ја освоиме. Така.
Колку време се занимаваш? Па веќе половина година. Така. Колку време посветуваш, колку често вежбате еве кога припремате една представа? Па вежбаме редовно, колку што е потребно за една представа, па и колку е потребно за нас ликовите во представата. Кои се улогите кои што најдобро ти лешат? Дали би можела и во иднина, веројатно си размислувала на едно такво поле, да се внесуваш и во некоја негативна улога, и во улога со која што твојот приватен карактер нема ниту една допирна точка? Може да се најдам и во други ликови, не само како што е ова. Не е тешко, ама повеќе ми лега тие што е со викање, со дејрење, нешто со расправи. Така, темпераментна по природа и затоа така оди. Кога би можела да издвоиш еден момент во овие 6 месеци или половина година колку се занимаваш со актерството, кој би бил тој момент? Дали оваа награда или пак нешто друго? Интересните проби и сепак наградата што ја добив. Така. Предлагам да одиме со една кратка музичка пауза, па ќе се вратиме во студиото за да продолжиме со разговорот. Komši, da li je to ase? A pogled od sjaje soboja na nadeški znači zemljine i mene. Nek nijedna ista ti, svoj šaret me zamisli, reče se ke pram, sada ne si sam. Ama ja se sakam tebe i može pametno i ne, što baš tebe te sonuvam, no su bilo koj neka mi ne možam, duša ne mi pe, bez tebe srce ne se sme, mi falat našite ludosti, a bez ludost ljubov ta ljubov lije. Maska na drugarstvo, no ta je carstvo na strasti, prikrijeni nevešto. Na flertovi mali, dvosmisleni šali i ženi, spremni na bilo što. A ja zle slike zaboravam, so koj se smevno ne, i so koj zaplaka. Sakam tebe i može pametno i ne, što baš tebe te sonuvam, no su bilo koj neka mi ne možam, duša ne mi pe, bez tebe srce ne se sme, mi falat našite ludosti, a bez ludost ljubov ta ljubov lije.
Тоа ни се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор. Еве сме повторно назад во студиото, разговараме со денешната гостинка Бисера Димитриевска, најдобра епизодна женска улога во представата која што се одржа на 30 мај, насловена како Ништо без трифолио. Така беше, Бисера. На колку представи досега имаш земено учество? Како што сум во аматерскиот театар, ова ми е прва представа. Имав и театарна поезија кој учествував со моите драги колеги. Така, сепак за како прва представа и веднаш еден добар знак дека треба да продолжиш да го правиш она што го започна. Бисера, пред почетокот на емисијата ми рече дека имаш 17 години, да слушнеме нешто повеќе и приватно за тебе, еве да те запознаат оние кои што не те знаат. Па вака, ученик во средното општинско училиште Киро Бурнас во Куманово. Втора година завршувам, поточно сега за трета. Козметички техничар, лични услуги. Така, што ќе бираш измеѓу козметички техничар и актер? Во слободно време ќе работам со актерското како актер. Така. Нормално ќе си работам со мојата со мојот занат. Така. Сега, од кој жанр се филмовите кои што најмногу сакаш да ги гледаш? Сега акција, највеќе акција. Така. Дали би можела да ни откриеш нешто од твоите идни планови, некоја твоја замисла? Идна замисла моја да бидам повеќе актер, највеќе би сакала еден свој салон да си отворам како што ми е струката. Така, сепак да се одлучиш за струката. Да. Планираш интензивно да продолжиш да се занимаваш со актерството, да го надоградуваш своето знаење, вела дека талентот најчесто и во ваквите случаи е многу мал процент, а повеќе се должи на самата работа. Дали би сакала некого да поздравиш, да се заблагодариш некому еве за оваа улога, некој што ти беше поддршка и поттик? Пред се сакам да ги поздравам мојата фамилија, моите колеги од аматерскиот театар, сите од представата и благодарение на режисерот Стоја Додевски. Така, еве, поздрав и од нас до нив. Ти благодарам за денешното гостување, се надевам дека ќе се гледаме и во иднина со уште некоја нова награда. Благодариме. Почитувани гледачи, останете на нашиот канал, бидејќи по кратка музичка пауза се враќаме со вториот гостен за денеска. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Пред се ви посакувам да имате убаво попладне, пријатно расположение и нормално останете на нашиот канал и следете ја нашата програма.